Конјаницата ќе тргне од Радово. Во 8:30 имаме света литургија во Католичката црква Свети пророк Илија Радово и благослов од свештениците. Планирано е некаде 9:30 конјаницата да тргне од Радово, да се опати кон Босилово. Во општина Босилово градоначалникот ќе не пречека, каде ќе има и свој говор и испраќај од него. Така. Потоа 10:30 конјаницата ќе тргне од Босилово кон Струмица. Планирано е некаде 11:30 конјаницата да стигне на плоштадот Гоце Делчев, да положиме свежот цвеќе на споменикот. Потоа конјаницата да се упати кон споменикот на Борис Трајковски, нашиот председател. Така. И оттаму? Оттаму сега бараме место каде да ги товариме коњите, најверојатно ќе биде на Имате веќе стадионот, сопствен превоз? Најдовме превоз, да. Добра. Во камион да ги товариме и не планирано 1:30 камионот да тргне пат кон манастирот Бигорски манастир. Така. Овој пат некаде го планираме 5 до 6 часа со камион и 6:30-7 некаде да стигнеме во Бигорски манастир, каде во Бигорски манастир ќе се споеме заедно со Бигорската конјаница која тргнува од село Зубовце. Добра. Со главно дефиле низ Гостивар, исто така со камион да стигнат во Бигорски манастир. Така. И таму што ќе се случува? Кога ќе Таму се соберете? вечерта се собираме Да. заедно и на 27 во 10 часот имаме света литургија во Бигорскиот манастир, предводена од владиката Партениј, каде ќе имаме благослов и заклетва. Во Бигорскиот манастир се избира и војводата кој ќе биде, кој ќе ја води Бигорската конјаница. Секоја година се избира нов? Да, секоја година има нов војвода. Ние не го знаеме војводата. Војводата ќе биде избран на 27. Каде што имаме свечена заклетва заедно. По заклетвата се опатуваме кон село Јанче.